Добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода, актерот и радиоводител Марин Бабич. Неговата приказна, која што е симпатично испреплетена, во следните 50 на минути на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Марин, моје почитување. Моје почитување Како такоѓе. Спојаме одлично. Браво, драго ми е. За инат на душманите. Благодарам што прифати да видиш дел од Патот до успехот. Во најавата реков една интересна, симпатично испреплетена приказна. А ќе откриеме во текот на муаветот зашто. Добро. Драго ми е, ти благодарам што се сети, јас се уште го изодувам Патот до успехот на разни полиња, меѓутоа тоа не значи дека еве еден период до сега, бидејќи имам намеру уште 67 години да живеам. Па барем до сега да го завршиме дел. Роден во Белград, попат во Скопје, најголем дел од животот, најубавите моменти ги поминуваш во Прилеп. Да? Ти од Прилеп и јас од Штип, муавет во градски парк во Скопје. Па вака, јас се чувствувам подеднакво и прилепшенец, и сум горд на тоа, иако со Прилеп ме врзува само мојот дедо, Шакир Војвода, а се друго ми е од надвор. Никој од нас од фамилијата, татко и мајка ми, сестра ми, ја не сме родени во Прилеп. Меѓутоа се чувствувам прилепченец затоа што адолесценските, најважните години во живот ги поминав таму. А не помалку се чувствувам и скопјанец, затоа што сум почнав во Кочурацин со прво и второ одделение, па дури потоа отидов во Прилеп, во Дњанец, значи. Бев и од 71 година сум во Скопје. Затоа реков, многу интересна приказна, да седнеме ние во градскиот парк и конечно да го отвориме портретот за Марин Бабич. Ајде, одиме да седнеме, Ќе седнеме на клупа или у кафана? На клуб. На клупа, тешки времења се ова. Не, ми одговара затоа што јас сум, сега многу мина ќе се изненадат кога ќе чујат, јас сум заклет антиалкохолички. Ќе седнеме. Ајде. Марин Бабич е роден на 24 октомври 1947 година во Белград. Па мајка ми отишла во Белград да студира медицина. Татко ми како партизан бил работен во студентскиот дом код Вуковог споменика, како што го викаат, Иво Рибар. И таму спиела мајка ми, се нашла се спанџера, се зеле. И како што е ред, ме направиле мене. А таму и живееш или само си роден? Краток период таму живеев, но бидејќи тие беа студенти, немаше услови бидат и на студии и мене да ме чуваат. Биле принудени да ме донесат во Скопје кај дедо ми, кај баба ми на Водно. И таму сум многу повеќе таму до градскиот период, скоро и да не го паметам. Го паметам станот каде што живееа тие и каде што јас одев често кога имаше можности да одиме, одев таму и така да го паметам и станот во Белград на булевар Револуција број 87, еве денеска го памтам. И дури имав периоди кога на мајка ми ја викав тето. Јас се мислев дека војна ми е мајката. И многу е интересно дека јас имав 4 мајки. А викате од многу мајки детето килаво излегува. Има баба ми се поставуваше како мајка, војна ми како мајка, тетка ми. Сестрата на татко ми се поставуваше како тетка. И мајка ми, таа беше последна, која што ја викав тето. Така да,
Имав многу интересно детство, многу така шейтан детство што се вели. Имав дедо ми војвода, стар револуционер кој што беше неверојатно добричина и неверојатно добар човек и многу пати сум се чудел како вака добар човек знаел и да коле. Некога. А тој коле. Бил војвода, бил по планини, акал, лево, десно. Споменик нема, така? Не, Боже паси. Пошто има и други пред суд. И тие биле... Ќосето? Не, па дедо ми не припаѓа на ова денешново крило врховистичко, туку припаѓал на федералистичкото крило заедно со Ѓорче Петров, Димо Хаџидимов, Јане Сандански и така натаму, а со ова останата булумента немал никакви односи, затоа што па тие многу сакале да го пукаат. Основното образование го започнува во Скопје, но го завршува заедно со средното во Прилеп. Од Белград доаѓате во Скопје? Тука завршуваш ти еден дел од основното училиште пред да заминете во Прилеп. Прво одделение кај учителката Ленче, второ одделение до полугодие и потоа ме зимаат одводно, ме земаат татко ми и мајка ми. А усеи само татко ми ме зема. И само знам дека како свиња сум рикал кога ме носеле, сум плачал, сум вриштал. Цело водно излегло на улица да ме испрати. Тогаш беа други времења, тогаш беше едно мало, убаво мало, водно мало. Така да бев многу несреќен дека напуштам една убавина, другари, детство, жмурки, челик игравме, со ашици игравме, што не правевме. Ги чекавме нашите постари водњанци од дженгови кои идела се маваат со чеирчани, со мичуринци и така натаму. И наеднаш јас требаше ме откажава од сето тоа и ме однесува во Прилеп. И кога стигна во Прилеп? Кога стигна во Прилеп бев едно изгубено детиште. Од дома не излегував и татко ми за да го реши. Сега доаѓаме до клучната приказка за мојата иднина. Кога татко ми се беше загрижен дека јас многу станувам затворен, не излегувам, немам другарчиња, немам ништо, одам на училиште, веднаш се прибирам дома, почна да ме носи во театар. Бидејќи татко ми беше претседател на театарскиот совет во Прилепскиот театар и почна да ме носи во театар, таму почнав да учам пинг-понг да играм, почнав да учам шах да играм со клумците, со техниката, па полека почнав да влегувам по гардеробите, гримиорните, како што ги викаме ние. Излегов на сцената, ја видов сцената, па пак се вратив во гримиорната и најдов мастикс, тоа е лепило за мустаци. Така. Ако го помирисав мастиксот и од тогаш од театар не излегов. Таа аклиматизација на Прилеп траеше долго или додека влезе во театар? Потоа додека влезе во театар, тоа траеше кратко. И потоа наеднаш се исчаталив, наеднаш почнав да размислувам за ова зона и решив дека ќе станам глумец. И тоа сум го кажал и во други интервјуа многу пати, дека на едно ливче, кога се прибрав во театар дома, си напишав порака саниот на себе си, ако ти еден ден не станеш глумец, ти си најголемото магаре. Тоа ливче денеска, за жал, не можам да го најдам како сведоштво. Сум го барал многу пати, не можам да го најдам. Па добре, шутјур не станав магаре. Во Прилеп завршуваш и средно образование? Да, гимназија завршувам. Многу сум среќен дека таму завршив гимназија. Зашто? Затоа што имав неверојатни професори. Имав фантастични професори. Например, професорката Ачевска по француски јазик, Кискинов, социологија и филозофија. Ете сега ми избега името на професорот по латински јазик. Има врвни интелектуалци за професори, кои што дозволуваа да имаме свое мислење, дозволуваат дебати, дозволуваат полемики и на тој начин ние јучевме лекциите и се наобразувавме. Зборуваме за Југославија, пате. А да, дефинитивно. За Југославија е она од 45-та, не од напред тоа. Да, изворени професори. Марин Бабич е југоносталгичар или не?
Тоа прашање многумина ми го поставува, би било глупо да кажам дека сум љубоносталгичар за нешто што не постои. Дека сум. Меѓутоа, дека жалам за она земја која што постоеше и во која што јас се развивав и се образував и се обучував и кариерата е почнав и скоро цел свет го прошетав благодарение на таа држава. Жалам дека ја нема веќе. Но ми останува само да жалам, а никако да носталгичарам и да имам желба повторно да се врати таа игра. Повраток нема. Марин Бабич дипломира на Театарската академија во Софија во 1971 година. Како адолесцент, како млад човек, моите родители ми дозволува апсолутна слобода на одлучување. Јас бев тој што сам одлучуваше за себе, за својата судбина и не ми се меша воопшто. Случајно. Знаја дека ќе одам на академија, знаја дека ќе одам во Белград на академија. Меѓутоа, 20 прилепчани беа студенти во Софија на режија. Едниот е погребо после покојниот, за жал, Димитар Станковски, Диме Дебелото, и другиот е Ѓоко Стојановски, сега во пензија, беше режисер во големата телевизија. Не сакам да ја именувам, само ќе ја наречам големата телевизија. Бевме другари со Диме и Диме се врати од Софија и ми вика: "Леле, вика Марчо, вика, ти не знаеш колку е убаво во Софија, какви студии, какви ова, какви она." И така натаму и јас наеднаш решив дека ќе одам во Софија. Тогаш се совпадна да режира во драмскиот театар Бојан Дановски, познат светски педагог, личен асистент на Бертол Брехт, преведуваш на Ѓорги Димитров на Лајпцишкиот процес и така на евреин, кој што режираше, а таткото на Владко и на Горан Стефановски, Шкомирко Стефановски, кој до неговата смрт ми беше мој ментор и тој за мене беше се и се што ме однесе кај Бојан, кај професорот и вика: "Детево сака да студира во Софија, ти ќе примаш класа." И сега ми викам: "Шкомирко, ти врски ми фаќаш сега?" "Не." И професорот ми вика: "Добро," вика, "утре сакам да те чуjem. Да доеш, имаш ли монолог спремен?" "И имам," вика. "Поработен го спремам." "Што спремаш?" Викам: "Не знамов од Без вина виновни." Тоа во Скопје играше Ристо Шишков на времето. И вика: "Утре те чуjem," ме слушна, само ми рече, вика: "Малечок, те чекам во Софија." И толку беше. И заминав во Софија да студирам и не се покајав во ниједна секунда. Може би најубавите, дефинитивно, после адолесценцијата, најубавите 4 години од мојот живот кои што ги поминав таму. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Има една многу грда особина повторно во кодот на македонцот, а тоа е полтронство. Ние сме по професија полтрони. Ние сакаме да му се дотворуваме на владетелот. Останете со нас. Straight Red Coke, deodorant spray and sour gel. Hot as fire, cool as ice. Live life your way. Ние сме жени и горди сме на тоа. Затоа Виолета на жените им овозможува целосна грижа и во секое пакување од новите хигиенски влошки дава интимни марамчиња гратис. Ваша Виолета. So much more than I get. I just haven't met you yet. Sava Tours, the Happy Makers. Влези во Пепси Ленд. Од 8 јуни до 19 јули. Уживај со Пепси, Миринда и 7-Up од 1,5 и половина литар. Кодот под капачето испрати го по СМС на 141515 или бесплатно на pepsi.com.mk и очекувај iPhone 6 секој ден.
Само во Пепсиленд. 42 iPhone 6 по еден секој ден. Започни со праќање на кодовите уште сега. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Марин Бабич, театарски, филмски и телевизиски актер. Во патот до успехот. Од Софија се враќаш назад во Скопје и веднаш 71 се вработуваш Да, во драмски театар. Ја почнав на ти. Фала Богу, како поинаку. Како и да е, стигнавме до драмски театар Да, Скопје. стигнавме до... Јас, всушност, уште од 69-та година знаев дека сум работел во драмски. Затоа што во тоа време министер за култура на Република Македонија, односно секретар се викаше тогаш, беше Анте Поповски. И Рисо Стефановски не зеде неколку души кои студиравме во Софија, Чоре, Мето Јовановски и јас. Не зеде, здраво, не зеде и не однесе кај Анте Поповски и му кажа еве ги идните млади глумци во драмскиот театар. На тој начин ни даде до знаење дека ние веќе сме работени во драмски театар. И тоа беше нашата привилегија пред нашите колеги во Софија. Да, беше привилегија за нас, бидејќи ние бевме со сигурна иднина, додека нашите колеги бугарските студенти имаат една неизвестност, не знаеа каде ќе работат, што ќе работат, освен оние екстра талентираните кои што си имаат место регистрирано во Софија. И така ништо за ручек нема. Ко ќе мудреме до пржење, за мене. Ајде тој побрзо, ајде. Ама, што туку? Ме мериш ме мајстор од сите страни, че ме купуваш да му се сневиди, а? Ајде брзни малце, а? Се брза? Ми јас имам и готови кадр. Еве, имам готови кадр, избери си кој сакаше. Ајде да видам, ајде. Марин Бабич своевремено беше фронтмен и на култната манифестација и глумците пеат. Прва представа? Прва подела во представа е Свадба на Васил Илевски, праизvedба во режија на Димитри Рули Османли, а прва представа ми беше Болен Дојчин од Ѓорги Сталев во режија на Димитар Станковски Дебелото. И прва премиера ми беше таа на 30 декември 71 година, мислам, да, сигурно, бидејќи брзавме да стасаме да конкурираме на фестивалот МЕС, мали експериментални сцени во Сарајево. Тоа беа првите мои зачекорувања на даските што живот значат, што сакам. Го спомена татко и на Владко и на Горан Стефановски. Марин Бабич учеше практично од доајените на македонското глумиште, Гешовски. Да, имавме късмет. Огромен късмет имавме ние да бидеме пречекани, и то како родени деца не пречека. Глумци од типот на Димитар Гешовски, Дарко Даневски, Драги Костовски, Ацо Јовановски, Крум Стојанов, Нада Гешовска, Милица Стојанова, Тодорка Кондова и да не набројувам уште колку души. И за најдот вучевме од нив. И тие секогаш нас здушно не подржуваа во она што тргнувавме да го правиме и секогаш беа присутни тука да ни дадат совет тако нешто. Марин, кога тоа се изменија времињата? Времињата се изменија... Затоа што со многу од постарите актери кога сум разговарал од оние времињата не се изменија во овие нови времиња.
Значи не е од 91 година па нааму. Условите се изменија малку порано. Кога настана една какафонија во размислувањето, во однесувањето, некаде после 84-85 година, тука почна веќе трките по места, трките по не знам, по награди, по магради, не знам по што се. И тука веќе се заборави дека театарот е тимска работа. Дека не може Мишко да функционира, да прави емисија Патот до успехот, ако нема со кого да разговара. Тимска работа. Тоа и театарот го захтеваше од нас. Тоа е едната причина. А втората причина е што овој факултет за драмски уметности кој што сега постои, екзистира, го немаат предметот театарска етика. Така да многу деца кои што завршуваат академија немаат поим што е тоа театарска етика, не знаат што е тоа театарско однесување, не знаат што е и што значи бифето на еден театар. Едноставно пустата трка, здраво, пустата трка по тезги, по пари, по ова, по она, го направи своето да се полека да тоне. Ама некако и почита ми е намалена. Еден контрол. Се, па тука е таа театарска етика. Нема да ми веруваш, Мишко, ако ти кажам дека ја денеска не знам кој е вработен во драмски театар. Кој се е вработен во драмски театар. Познавам многу малку тоа тие што останале. Диме Илиев, Тац, Таше Тановски. Ќе заборавам сигурно некого, меѓутоа поголемиот дел ја немам поим кој се. А не си стар за да забораваш. Се уште бил не пијан. Се уште бил не пијан. Така да тука е проблемот. Наеднаш се појавија големи звезди во театарот, кои што не прифаќаа ништо друго освен главни улоги, а тоа е најпогубно за кариерата на еден глумец. Глумецот треба да се докаже и во 2,5 сати непрекината игра на сцена, меѓутоа глумецот треба да се покаже и во 10-минутно парче излегување на сцена. И сега се поставува прашање што е потешко. Оние 2,5 сати кај што имаш време и да скрешиш и да се искоригираш и да се поправиш, или оние 10 минути каде што треба да бидеш турбо, да го покриеш оној лик кој што ти си го добил. Нашите помлади колеги сонуваат само за главни улоги. И сите се звезди. Сите се екстра. И сите се нарекуваат уметници. Уметник е титула. За да станеш уметник треба да имаш дебело педигре, што се вели. Гледам кучиња, треба да имаш педигре. Треба да имаш назад, зад себе треба да имаш нешто и за да се наречиш уметник. А денеска, само што, па слушам народњаци кои ќе видам, кои што пеат фалши на плебед. Дека јас сум естраден уметник. Се плукнам и во занаетот и во се викам, јас од денеска не сум уметник. Од 1971 година, кога се вработува во драмскиот театар, остварува бројни и значајни улоги во многу представи, не само во драмскиот театар, туку и во многу други театри и проекти. Позначени улоги има во представите Болен Дојчин, Лиза, Свадба, Соверен центар, Бура, Хаос зад кулиси, Викенд на мртовци, Ноќ спроти водици, Заводникот од западниот свет, Демонот од Дебармало и многу други. Играше со доајените на македонското глумиште, но играше и со оние на југословенското глумиште. Играв. Бата Живуновиќ. Бата Живише Самарџич, Бата Живуновиќ. Вака те фаќа, не југо носталгија, вака кога ти евоцирам спомени, знаеш некогаш да се замислиш и да си го враќаш филмот наназад? Не, јас имам една мана. Не? Не. Таа мана е, ако нешто сум направил, јас другиот ден го заборавам. Не постои. Многу пати ќе ме прашале некои како ти се виде вчера она. Кам кој е вчера? Па тоа што го направивме. Немам појма, викам, тоа е зад мене и не ме интересира веќе. Завршена работа. Кога влегува Марин Бабич во радиоводителските води?
Марин Бабич влегува во радио-водителските води 1991 година. Марин Бабич влегува по наговор на Слободан Чашули, тогашното радио. И Марин Бабич влегува, и не му е срам тоа да го каже, во една фаза на алкохолизам. Негов. И Чашуле знаеше дека јас имам еден проект Беболи на поезија и музика, кој што го подготвував долги години. И Чашуле ме викна, вика дали си подготвен да го реализираш проектот конечно. Викам сум, дај ми 7-8 дена време да се видам со Зоран Јовановиќ, или имам мојот тогаш најблизок соработник и другар во тоа време. И го направивме, го склопивме програмот се за да снимиме касета, во тоа време немаше CD. И Чашуле ми рече, вика, ќе ти ја снимам касетата само по еден услов. Ако сам си ја рекламираш. Како викам сам да си рекламирам? Да седнеш зад микрофон и да водиш ноќна програма. Чекајте, Шули, викам, не е то така едноставно. Викам, немам никакво искуство. А вика, нич не се киреј, првите 7-8 емисии до тебе ќе седи Мице, бошковски диџеј. Тој ќе ти помага, тој ќе те инструира, тој ќе те храбри, поддржува и така натаму. И седнав. Тоа сватив дека јас со алкохол треба да раскрстам. Еднаш за секогаш. А беше длабоко заглавен со алкохолот? Не, година и пол дена бев длабоко заглавен со алкохол. И пресеков, како што пресеков пред еден месец и нешто, дека јас во догледно време капка алкохол нема се напијам, едноставно се го организмот, затоа на почетокот на емисијата и рекол се еден невиден антиалкохоличар имате следва. И се откажав не од алкохолот, се откажав од пиењето, од локањето. Се откажав. И Тој тогаш кога почна емисијата? Да, кога почнав емисијата, сватив дека тоа е одговорна задача. Сватив дека после првата, втората емисија почнав нагло да им се допаѓам на слушателите. Тоа уште поголема одговорност ми наложи и така да сакав неќев. Морав да се требаше да се откажам како професионалец од некои работи од слабкиот живот. Во овој дел од разговорот и Радио Равел една. Да, Радио приказна од твојата биографија која што не можеме да ја одминеме никако. Да, Радио Равел доаѓа некаде 95-та, 96-та година, кога една партија која нема да ја кажем која сега е во опозиција, ме избрка од Радио Скопје, бидејќи многу сум зборувал против таа партија. И чудна работа. Во тоа време можеше да зборуваш против партијата и никој не ти викаше од уредници, не смееш, мораш вака да зборуваш, треба вака да зборуваш, едноставно ти си го кажуваш на собствен ризик, си го кажуваш што си го кажуваш. Сега ќе го кркаш стапот. Ќе го кркаш. Дури Бранко Црвековски ми се пофали кога му реков, добро, викам, ти знаеш ли дека СДСМ ме избрка од Радио Скопје? Вика, знам. Знаеш ли кој ме избрка? Вика, знам, јас. Чекај бе, како викам, ти ме избрка? Јас ти, бе, па многу збориш, бе. Многу збориш, вика, ги нарекуваш луѓено во собрание 120 говеда на една ливада. И сум такви приказки, потоа со Радица покојна го почнавме заедно Радио Равел со една емисија во сабота која што одеше и душата треба да се храни, кај што рецепти кажував, рецепти ми кажував, баш беше духовите 3 сати емисија, убава музика, па после се префали и ноќна програма правев таму кај нив, за да замре од многу прозаични причини, финансии. За општествените случувања, за она што во моментот се случува на Македонија, за Марин Бабич, за МТВ. Ама да седнеме. Кај да седнеме? Да седнеме. Ене од неки маклуб. Сакав да те однесам до Кермес. Ајде. Еј, тоа ми е болка.
кермес. За кермес рече интересно. Сакаш Да, кермес е дел од моето детство. Кермес е местото каде што ги изедов првите кебапчиња, или популарно наречена тесетка со кромит. Така. Тука ги јадев, дедо ми ме носеше тука да јадам. На кебапчиња ме носеше и беше така, спомен еден невиден. Знам дека имаше музика, за дали беше секоја вечер или само за време на викенди, не знам, али имаше музика и знам која после во младешките години, кога бидејќи јас во Прилеп, кога бев во Прилеп на секој петок и сабота, бев во Скопје и со некои другари од детството што биват се дружев и често пати поминувавме тука. Беше големо задоволство да се помине музиката, да се слушне, да се дружењето, бавчета, прекрасна бавче. Во секој случај, обележие на еден период, обележие на еден град. За жал, тие обележие на едно време, полека, но сигурно кај нас исчезнуваат за сметка на некои картонски згради. Исчезва, кермес го снема, господинот Трифун Косовски правеше напори, мислам дека се уште прави напори да го возобнови. Го снема Езерце, Да, еден, паркот доби друга димензија. еден споменик, тој всушност Езерце е споменик, односно зградата, куќата, како сакаш да речи, е споменик на градот, бидејќи тоа беше железничка станица. Тука проаѓаше воз, мало вовче, чира, проаѓаше и тука ние сме доаѓали и сме оделе на поседенка во Сарај со вовчето. И тоа беше навистина големо доживување за сите нас. Денес Скопје е тотално различно. Од оно што ти го паметиш, па дури и од оно што јас го паметам. Скопје не постои веќе. Скопје не постои. Навистина треба му се даде некој друго име. Да му се даде некој друго име. Затоа што ова Скопје кое што сега го гледам во моментот, ова што му се случува на Скопје во моментот, освен овој потез Дебармаал, кафанчињата и така натаму, каде што навистина постои еден убав градски шмек, што постои, сето друго е уништено. За жал, обезличено. Ајде малку за она што ни се случува во државата. Како Марин Бабич ни се на негова перцепција може да ги искоментира сите овие случувања. Беше дел од луѓето кои што сака да ја вратат назад мртва во тој обид на освојување. Имаше еден говор. Да, емотивен говор. Поприлично емотивен говор. Значи, од она кога зборуваше на смеа, иако е вистина дека Бранко Црвенковски те избракал од работа, денес некако ми звучиш Денеска нема ти избркат од работа. Затоа што не смеш да кажеш ништо. Ти си уствари пиунче таму, всушност, ти си пиунче едно, кое што функционира онака како што ќе му наложат, односно како камшикот ќе удри, натаму се вртиш, натаму клекнуваш, натаму го плазиш јазикот. Не знам, за мене тоа здание така како што е наречено, е греото да биде наречено, тоа треба да биде партискиот сервис на еди кој си. И ништо повеќе. Таму слушнав сега, скоро ми кажа, добив информација која ја проверив и дека не е точна, дека над 60% од новинарите биле членови на опозицијата. Страшно ако е така. Страшно. Ако се тие членови на опозицијата. Зашто го дозволиле таа куќа да падне на толку ниски партиски граници? Не ми е јасно. Јас на времето, додека бев во Македонското радио, ја имав потполната слобода да правам што сакам и да кажам што сакам. Да правам што сакам.
И јас тоа го правев 5 години. Бидејќи не сум член на ниједна партија, не припаѓам на никого, бидејќи сум само жив и само див и едноставно авторитети над мојата глава не трпам, кои што ќе ми кажуваат како да се однесувам, што да правам. Јас имав слобода. Дури еден период, во моите расправи со тогашниот главен уредник на ноќната програма, кој што после ми стана прекрасен пријател и од кого што многу научив, Тимчо Трајков, толку бевме во кавга со него, што Чашуле го викна Чомовски и му рече: ти од денеска си му главен и одговорен уредник на Мари. До таму беше моето спротивставување на било каква стегнатост, на било каква догма. Меѓу црквата и МРТВ нема никаква разлика. Догматска установа, догматска установа. Тоа е. Имаме крајна поделеност на луѓето, За жал. и македонците. Тоа е фолклор во македонскиот народ, да бидат луѓето крајно поделени, и тоа е дел од тој код кој што го носи во себе тој македонецот, постојано да биде поделен. Ние се буневме против култот кон Јосип Брос, ни пречеше култот кон Јосип Брос кој што го имавме, и сега наеднаш создаваме нов култ. Истиот тој граѓанин, истиот тој човек кој што се бунел против еден култ, сега создава друг култ. Јас бев и против оној култ, сигурно дека дефинитивно сум па категорично против овој култ без никакви аргументи, без никакви Имаме дури и два кампа. Еден на слободата. Не. Овој камп на слободата, јас го нарекувам владиште, а оној таму го нарекувам собраниште. И се не охиѓенишчена, нека му ја мислат, во градиште нема никој да поиде. Сите ќе летуваат тука летовно. И за тоа е. И двата кампа си имаат некоја своја логика. Јас сум дел од овој слободарскиот камп. Ја поддржувам таа линија, се борам за таа линија. Што не значи дека сум против оние, дека не ги сакам оние. Тие се гревчини. Тие се душички кои, не знам, изгледа дека јавна тајна е, дека имаат и хонорарчиња за тоа што седат таму. За седат таму, немаат појма зашто седат, бидејќи така им рекол еди кој си, не сакам ни името да му го спомнам, еди кој си, овако, и ми рекол да седат, до кога ќе седите, додека не ни каже да си одиме, без индивидуалност, без персоналитет. Овде сепак имаш конгломерат на луѓе и многу сум среќен кога, баш синоќа, поседов малку подолго време, седев со албанци, седев со турци, седев со бошњаци, седев со македонци, роми не видов. Тука се напред. Епа не се видов со нив. Во секој случај се чувствував баш онака фино. После подолго време во Скопје се чувствуваш градски. Таму. Бидејќи Скопје е една голема селендра веќе, кај што се собрано се и се што запустена е внатрешноста, за сметка на запустеноста на Скопје, кој што истите запуштувачи на внатрешноста го запустеа и Скопје. Ако те прашав пред 10-15 години, дека денески ни се случува ова што не се случува, што ќе ми одговориш? Ќе ти удрев шамар. Ништо повеќе. Ова дека ова може да ми се случува. Дека јас 24 години ќе живеам во транзиција. Нема шанси. Нема шанси. Тоа значи дека ние сме толку волови, толку сме волови да дозволуваме да не манипулираат. Какви волови? Ние сме магариња, кои дозволуваат да бидат манипулирани, да бидат обработувани како сакаат некои. 24 години транзиција, па тоа ќе биде со големи букви во светската историја на политиката запишено. Така да ќе те погледав и ќе кажев
Сега ми текна. Ова ми асоцираше на една телевизиска серија кај што Петре Првичко играше главна улога, а Симеон Гранчаров беше еден од најпопуларните вокали 60-тите години во Скопје. Играше исто во таа серија. И тој најнаш му приоѓа на Чешкоперица и им почнува да го учи како да глуми. А Чешкоперица, тако како што е, Виспрен се врти некај режисерот и вика, кој беше момчево? Така да, ако ти пред 15 години ми го кажеш ова, јас ќе се заврти и ќе прашав некој, кој е момчево ова што ми го зборува? Аман бе на јубата храна да. Од сите друзи кадрат и тупа на јубата. Колку, а? Јајца? Јајца, де се договоривме, нема мрдајне тука, а? Слушај, вака кој што те гледам, 6. 5. Ајде, дај другите, ајде, здрав и жив да си, остани ми со здрави, ајде. Јајца, бе, хеј. Едно, 2, 3, 4, прости ми, ајде, и остани со здрави, ајде. Честно исклучи си. Но за препастувачки е молкот изминатиот период кон силно што му се случи. Молкот говорам на Да, сваќам интелигенцијата, па како сваќам зашто ми говориш. Едноставно и јас не можам да го како да немаме ману, како да немаме интелектуалци, Чудна, многу чудна работа се случуваше. Знаеш, има една многу грда особина повторно во кодот на македонецот, а тоа е полтронството. Ние сме по професија полтрони. Ние сакаме да му се додворуваме на владетелот. И веднаш кога ќе кажам владетелот, ми паѓа на памет Никола Макијавели, кој што има напишано книгата Владетелот, во која што владетелот вика ќе биде како ја што ќе кажам, во второто поглавје, а во првото поглавје вели ќе ги преслушам сите ваши совети, сакам да ме советувате, сакам да ме критикувате и веднаш во следното поглавје вика, ама ќе биде јас како што ќе кажам. Така да, јас нема да ги заборавам, бидејќи не бев предводник на протестот во Прилеп, сигурно бев дел од него. И тогаш дефинитивно и неотповикливо сето она што се бунтуваше во мене, сето она што вриеше во мене, излезе на тие протести. И тогаш прв пат јавно се декларирав како опозиционер, како независен слободарски опозиционер. И многу ми беше шокантно бројот на народот кој што доаѓаше на тие протести. Доаѓа од 1500 до 2000, 3000 луѓе, зависност од кои доаѓаат од Скопје. Говорници. Ако доаѓаше Рада Шекеринска, имаше 3-4 илјади. Гордан Георгиев 3-4 илјади. Ако доаѓаше Бранко, имаше 6000 народ. На последните локални избори 6000 народ, по моја најпесимистичка проценка, имаше на митингот на кој говореше Бранко Црвеновски. Јас тогаш направив една математика. 6000 гласа. По 3 помножено со фамилиите, тоа се 18000 гласа. 30% неопределени, некаде околу 23 нешто илјади гласа. Кандидатот за градоначалник на Прилеп доби неполни 18.000 гласа. Кај се гласувате? Сите излегле да го видат Бранко, сеир да си направат и после тоа се приберат да озборуваат леволист. Јас во многу мои колумни пишувам дека ние сме земја на сеирџи и портари. Знаеш што е портар? Не? Тоа се оние клупите пред куќе што се Пред порта? Пред порта и портарат седат и кој поминува и го разборуваат и така натаму. Тоа сме ние. Сосема за крај Чареот. Целата оваа ситуација. Каде гледа, еве еден интелектуалец како Марин Бабич. Чареот цела оваа ситуација. Прво Сами не можеме очигледно, па дојдеа дури и странците. Не е точно дека не можеме. Па не сакам тогаш. Не е точно дека не можеме сами, можеме сами тоа да го направиме. Тие странци што ни доаѓаат, се странци
или подплатени, пошто добив некоја информација, само информација дека господинот Хан или како се вика, дека добил некој парички. Така да пишува го по каже. социјалните мрежи. Да, добил некоја паричка, така милионска за она што го кажал. Не знам, може би не е така. А второ, тие европејци, зошто не дојдат другите? Затоа што партал се направиле, истата гужва ја имаат како што имаме и ние. Партал се направиле меѓу себе, уште таму, за Македонија. Си спокарале, секој со својата опција си ова. Јас во мојата последно описание, колумна ли беше, не знам што ли беше, јас напишав дека прво, кој е тој господин Хан, или како ли се вика, да доаѓа овдека да разговара со 20 криминалци. Потенцијално. Зошто криминалци? И едниот има против едниот има кривична пријава, против другиот има кривична пријава и двајцата се под истрага. Тие седнуваат да ја кројат судбината на Македонија. Јас точно знам кој е крив, кој не е, кој е виновен, кој не е виновен. Меѓутоа, ја почитувам пресумцијата на невиност, па поверете, господа, тргнете се насредна, поведете си судски спор пред нормален суд, докажете ја вашата невиност, и ако оној ја докаже својата невиност, нека владее уште 100 години. Ама нема да ја докаже својата невиност. Затоа што имам уши и заради радиопрограмите, заради слушалките кои што ги имам, гласовите ги разпознавам кој првата буква која ќе му ја слушнам на соговорникот. Бомбите ги слушаш сите, те вознемируваат? Да, многу повеќе ме возбудува тоа дека некој ги нарекува петарди. Такви гнасоти се кажуваат натре, од најневини озборување до како да бидам мирен кога некој ќе ми каже абе види, планиравме од мермер, ама има некој специјален малтер што личи на мермер, па ќе ги офарбаме зградите. Зашто? Дека немаме пари. Како да не ме вознемирува? Се ме вознемирува. Ме вознемируваат псовките на еди кој си. Ме вознемирува вулгарниот речник на дамата која што најчесто е спомнувана е присутна во вокабуларот ми пречи. Тоа се сите луѓе кои што мене ме раководат. И тоа се за мене бомби. Суштествени бомби кои што ми го создаваат дефинитивно отпорот и го будат кај мене се повеќе и повеќе гневот. Гневен сум и на опозицијата, бидејќи е летаргична. Не превзема ништо конкретно. На овој народ не му се потребни дебати. Не му е потребен Мишко Иванов и неговата анализа од 24 вести. Да, мене ми е потребно, меѓутоа на овој народ не му треба. На овој народ му треба некој да му го подига адреналинот постојано. Адреналинот да биде на високо ниво и да биде секогаш подготвен да се качи на највисоко ниво. Само тогаш ќе падне оваа власт. Што мислиш, како ќе заврши цела оваа ситуација? Па има неколку сценарија на предвидување. Или да заврши за жал со посредници од Европската Унија, бидејќи најверојатно не ќе можат на 10 ништо да се договорат. Овој ќе ги држи своите ставови, заради кои јас ми имам дадено мандат. Ќе ги држи своите ставови и ќе стои за тие ставови, бидејќи за тоа и добил мандат. Никола Груевски нема кај да бега. Мора да се држи за сламката да веничка. И тогаш ќе влезе Чичко Сем и ќе направи така по 2-3 шамара и ќе заврши работата. Ќе имаме ние експертска влада, ќе имаме ние прочистување на сите законици и конечно се надевам со помош на Севишниот дека за година, за едно до 5-16 месеци ние ќе имаме конечно избори на кои што ќе гласаме за. А оптимист си за Македонија перспективно? Па да не бев оптимист, моите деца прво ќе беа надпор.
Да не бев оптимист, немаше ти гостувам тебе во емисија. Да не бев оптимист, нема секој ден да седам во кампот на слободата, да разговарам со луѓе, да се разменувам мислења. Едноставно, јас сум по вокација оптимист. Не се предавам. Јас сум Шкорпија по хороскоп, тук за Шкорпија. И опашката секогаш е спремна да убеди. Така да, навистина, оптимизмот не ми дава да бидам спокоен, знам само едно. Дека оваа опозиција, сега веќе со граѓански прецедент, конечно Скопје се разбуди, конечно видовме 100.000 народ на едно место, и јас тогаш сакав да излезам на говорница и да го кажам следното. Луѓе, колку многу ве има. Само еден чекор да направиме надесно, не владата, зградата ќе падне. Ајде да пробаме. И затоа не ми дадо да се качам да говорам, бидејќи го знаеа мојот бунтовнички дух. Па кафто дедо ми војводата врија. Шо да правам? Не сум јас кабајот. Марин Бабич, денес пензионер, најголем дел од времето сега го поминува во Прилеп, но вели, функционира многу добро. Не се однесувам како вистински пензионер. Благодарам што беше дел од патот до успехот, посакувам многу успех. Понатаму во кариерата. Нема ти кажам дека ми беше чест. Ако не ми беше задоволство, немаше да дојдам во емисијава. Те почитувам како новинар, наивам за тебе како новинар. Благодарам. И да пијев раке и ќе ти кажа хај напој на ракија сега да отидеме. На кафе, на вода. На вода. На вода. Денеска се препи На вода. вода. Во На Куманово вода. бев, се препи вода денеска. Убава вода има. Благодарам што еднаш. Благодарам и јас. Ви благодарам што бевте со нас. Гледајте неповторно и следната сабота во истото време. Довидување.